Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми во моje лично име и во име на Министерството за внатрешни работи да ви ја честитам новата 2023 година, да посакам многу здравје, среќа, берекет на вас и на вашите семејства, на личен и на професионален план. Денеска на првиот работен ден од новата година сме овде во Петровец, во посета на мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата. Традиционално на 1 јануари посетуваме една полициска станица и одаваме признание за посветеноста, професионалноста на македонските полициски службеници за одржување на безбедноста и мирот, дури и за време на најлудата ноќ, а тоа е дочекот на новата година. Од страна на раководството на секторот за сообраќајни работи и мобилна единица за безбедност на сообраќајот на патиштата, бев информиран за низа активности кои ги преземаат во областа на сообраќајот, кои се под нивна надлежност. Со задоволство можам да споделам со вас медиумите дека во 2022 година мобилната единица за безбедност на сообраќајот на патиштата бележи значително зголемување на активностите со цел подобрување на безбедносната состојба во сообраќајот, намалување на бројот на случајни сообраќајни незгоди со потешки последици, постигнување на повисок степен на поволна безбедносна состојба во сообраќајот на патиштата и воспоставување на поголема дисциплина кај учесниците во патниот сообраќај, за што се издадени 4,7% повеќе платни налози во споредба со 2021 година. Во насока на зголемени сообраќајни активности бележиме зголемување на санкционирани возачи за 43,54% за управување без возачка дозвола. Зголемување за 600% на санкционирани возачи на мотоцикл кои не носат заштитна кацига. За 50,53% бележиме зголемување на санкционирани возачи кои возеле под дејство на алкохол. Во 2022 година македонската полиција заплени повеќе од 130.000 парчиња пиротехника. Што се однесува за ноќта која што помина, за дочекот на новата година, на територијата на целата држава новогодишната ноќ помина мирно, без поголеми нарушувања на јавниот ред и мир, за што им благодарам на сите граѓани кои што празнуваа, прославуваа одговорно, така како што апелиравме и што придонесоа сите заедно да направиме новогодишната ноќ да помине мирно и безбедно, така како што сите посакувавме. Благодарност до сите полициски службеници кои што работеа оваа ноќ и се грижеа за мирот и безбедноста на државата, и на сите медиуми и медиумски работници кои што придонесоа оваа новогодишна ноќ да биде мирна, заради тоа што вие ги пренесовте пораките до секој еден граѓанин. Само статистика да прочитам во однос на новогодишната ноќ. Имаме вкупно 10 кривични дела, од кои што 4 дела се тешки кражби, од кои што една е во обид, имаме 2 насилства и 2 неовластени производство и пуштање во промет на наркотични средства, прекурсори и психотропни супстанции и 2 кражби, од кои што исто така една е во обид. Имаме регистрирани прекршоци од Законот за јавниот ред и мир 15 вкупно. Имаме регистрирано прекршоци од Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата 8 вкупно и има вкупно 16 сообраќајни незгоди и дополнителни 5 останати настани кои што се регистрирани. Ако споредиме со минатата година, имаме намалување некаде за 30% на вкупно пријавени настани. Секако дека најголем број на настани се пријавени на територијата на секторот за внатрешни работи Скопје заради големината, понатаму е секторот за внатрешни работи во Охрид, останатите сектори имаат многу малку пријави, додека сектор за внатрешни работи Велес нема ниту една пријава за нарушување на јавниот ред и мир. Ви благодарам.